да едуцираат, например, студенти, еден Бучко, еден Сучко, еден овој речи го, како го викаат министер беше на внатрешни работи, овој Фрчко, Мрчко, тамо, гревоте. Тие сами, јас не знам шо луѓе се, како да речем, шо сенс има некој они шо мисля дека нешто уште некој може да ги верува. Нема место за тоа. А место нема, та сами ве. Сега нека извини Бранко, ако мисли дека има, нека излези до сега, нека кажи дела, нека не трчат преку трупа. Да. Тој шо дела, например, ево ќе се вратиме назад од 90-та година. Бранко со конститутивниот елемент на СДСМ што го направи, а пред тоа и Петар Гош и сите што се редеа со ред. Ако земиш оваа земја, од кого пропада? Од нив. Зошто? Направи приватизација за лични джепови, за лични интереси. И тоа е факт, и тоа е вистина. Ево, од кај да зе? После критикуваат. Јас, например, се сложно да го критикуваат. И ВМРО, да речем, како партија, да речем, ДПМН. Меѓутоа, мене ми се чини, нема живот без ВМРО. За оваа земја што се викат Македонија. Оти тоа ми се чини дека инспиративни процеси што хранело како форма од последниве 150 или 200 години, тоа ВМРО. И ВМРО, например, не е рожба на случајни, речем, творови. ВМРО е рожба, например, ситуации што требаше да дадат плодови во однос на таа Македонија да се обедини. Ако некој мисли да се обедини, а ако некој не мисли порно да го немат, и од тука треба да трнува. Сега што се делеле, што се парчеле на варковисти, на што ти знам јас на образисти, тие се други прашања што треба сами да ги расчистиме, а да не му даме материјали луѓето треба, а тоа требаше да го прават, да речем, Академија на науки и да речем академиците или луѓето со докторски дисертации и со магистратури. А ние остававме, например, на просто смртни луѓе ко мене, како Било, да речем, и ние цело време бевме пркосници и 40 години во конфинација живевме во оваа земја што се викат Македонија. И после си простивме 90-та година, мислеме дека си простивме, меѓутоа ич не си простивме и никаква уравниловка не направи. Зборувавме за лустрација, зборувавме преди тоа, ги зедовме и досиета и што ќе видиме во тие досиета, што ќе видиме во таа лустрација. Истите луѓе, например, што остава луѓе, што судеа, јас сметам дека најмногу што треба македонецот да види, треба во инвентарните книги, да е одитот Белград, ако имаме таква сила, да ги земи некој, да види што луѓе беа судени во Идризово и кои луѓе беа судени. Мене, Дане Поповски, јас. И кој ги судеш? Олкав би беше овој гркленот потечен со недели. Кај што немаваја, после кој ни осудија 50-та година, нас ни судија за ВМРО правда. Ние бевме 14 души, деца, млади. И тие деца млади ни судија и ние не знаеме. Обвинителни акти пишуват ВМРО суден си за ВМРО правда против народ и држава. И сега ти мора тоа да го велиш, кој ќе те прашат, например, господата назиратели таму. И сега господава назиратели таму те прашат. Оти бевме во карантин, например, по 30 дена, таму беше командант, беше овој, Бог да го прости, да речем, покојниот Методија Гогов. Да. И таму беше командантот и така имате. Беше суден и тој 7 години. Како бил, меѓутоа ние не можевме да бидеме поучени од никој, затоа што ние бевме деца, во тој момент и уплашени, на 17-18 години. И што станува се? Обично беше таму, например, секој, кој ќе влезат насирателите, и овие што се клучени едно друго, да станиш таму. И кој ќе станиш и тој, например, што си, кој си ти? Али после овој што беа во пролазни соби, тоа беше закон, месец дена да видиш таму, една врста дресури правя и да речем, и те прашат зошто си суден. Ти мора да му речиш, например, суден сум за ова што ти пиши во винтивар. И ние ќе му речеме, суден сум за ова мрвра. И да простите, ќе те удри неколку пати, ќе те и ти псујат, ти викат мајчината мајчина,
Ти не си суден за Омаро Правда. Ти си суден за Мачо Михаил. Опа, да. И сега, инвентарните книги, сакав до тоа да дојме, сакав да ви ставам, ако имате прилика да видите, инвентарните книги сите беа писани, ние дека сме судени за Мачо Михаил и за Бугарија златно. Скапана. А ти го зема досието од тука? Молим? Твоето досие го зедом, али види се сега. Моето досие не сазнаят колку страници имат. Чорбада ни става. И кога го зедов, и дојдов тука 2 пати се вратив. Викам, што е ова? Кај са страници? Ами то што е. Ама беше доста димовска. Таа имаше прочешано тие досие. И ми се чини дека таа е најголемиот, како да речем, кривец во однос на тие работи. Сега не ја познавам лично, не познавам работи, меѓутоа така испаѓа тоа со браќата албанците, е тоа заменик министер што беше тој тамоши. Меѓутоа тоа беше тоа. Али може... Немаше страници. Молим? Немаше страници? И страници немата, плюс тоа некои работи што нема одговарале тие сега. Се што може да те теретат во интерес нивни, но на систематизацијата како комунисти што го има, сето тоа го нема. Ова што може да те теретат оставено, а што не е во нивни интерес. Иако требало и нешто ќе ти допише да ќе ти направи. И тука е играта. Ама има ми се чини мене. Не знам сега дали има место, меѓутоа слушнав дека документите оригинал биле во Белград. Или во Босна однесени. И во институтот. Слушнав и во Босна. Институтот во дека да. Мислам на архивата. Да. Ама види си, во институтот ги има тоа што ти викам јас. Нема, таму ги имат и без шкртаниците. Може да ги имат. И во Моврите ги дадоа со избришени имиња, така? Да, да. Кој наредба, кој... Александар види тоа, да. А во институтот ги имале чисти... Мислиш во архивата? Во архивата, да. Види сама, треба да се влези во архивата, а плюс тоа како да речам, најсимптоматично во однос на градби, ако сака, треба Видризово да се поварат книгите, инвентарни. И оттамо да се почне да работи. Ма тие не знам дали имат. Мора, види, мора не е старче. Тие книги, тие ги држат како да речем. Да, сепак институција. Држат, например, тие, ево, земи пример, например, ние многу работи не знаеме. Селото Патрик, кај било? Ние песни имаме, славиме луѓе, кого го славиме ние? Ај што му било писано на Александар тамо. Турунџа? Не Александар Турунџа, Карот Александар. Например, Владо Черноземски, сите го прават бугари. Меѓутоа, тој е роден во Патрик селото. Селото Патрик е изгорено и земјата од страна на Србите. Земи и книгите, например, Себерио терор, ке го знаеш што ке види. А ние одиме, трчаме, а Батинава одека сето тоа си го пишат и си барат, например. Речем, подои што може да му служат како процес на развој. И сума сумару, бараме и други обвинувани. Колку години беше осуден за тоа? Првиот пат бе суден 5 години. 5 години, а имал 18 години. Немал ни 18, тука бе. Али не лежав. Толку лежав година и нешто. Другите, ови што беа 14-те, ги пуштија на 9-те месеци, мене и Любен Чакревски ни пуштија на година и нешто. Жив е уште, тој останати и онај Константин Сничко, што ти рекол во Луганово, што е царија, докторот. Ше тројцата сме останати. И вториот пат сетне ме суде 95-та година, пак ме судеа 5 години. Кој е 95-та? Да. Не 95. Ова... Точно. 95-та ме суде. После независноста? Пак. Не може да биде тоа. 75. Не, 95-та, слушай се. 95. Независна Македонија веќе. А што ако беше? Независна Македонија беше и 90 и 50-та година. Добро, да. Па значи сега 95-та ме суд 1950 година ме судеа тогаш прв пат. Да. Вториот пат суден сум 1955 година. 55. Да, така не, извини. Така е, право. Лапсус беше.
едно мислење